civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Впрочем, сум и дел од опозицијата, од Социјалистичка партија во опозицијата, меѓутоа во Гевгелија има една карактеристика. Политиката кога станува збор за клучните и важни работи, во Гевгелија малку поинаку се гледа, не само во областите од животна средина, меѓутоа за сите круцијални прашања. Може би двоиме и тоа ни е добра особеност како локална заедница. И лично се чувствувам како конструктивна опозиција, затоа со градоначалникот имаме одлична соработка. Што се однесува до конкретната тема, морам да ви кажам на почеток дека после 20 години искуство во приватниот, реалниот сектор, работа во различни приватни компании, последните 5 години работам во јавното комунално предпријатие во Гевгелија. Значењето на пописот е огромно. Значи, како што каже и градоначалникот, едноставно од основните потреби, формирањето на цената на комуналните услуги зависи од бројката на еквивалент жители во една општина. Комуналното предпријатие, колку и да се труди тој бизнес план да биде со релевантни податоци, ако ја немаме точната бројка и на резидентното, меѓутоа и на нерезидентното население, плюс тоа огромна е важноста на точниот податок за активните стамбени единици, меѓутоа Гевгелија е позната и по голем број на неактивни, односно стамбени единици кои без разлика дали се иселени луѓето, дали ги држат празни, дали се во функција на изнаемување за локалниот туризам и транзитниот туризам, бидејќи Гевгелија и населените места околу се познати по тоа. Моментално, јас не знам дали имаме точна бројка, меѓутоа ако се спореди оние бројките на овие електронски медиуми за закуп на сместувања, мислам дека над 2500 кревети само во општина Гевгелија. Станува збор за огромна бројка, меѓутоа џабе ни е нас да имаме некоја стратегија за развој на туризмот, што секако е битен елемент. Ако ги немаме точните бројки, имаме различни проекции и неточни податоци. Еве пример за тоа е цената на услугите. Регулаторната комисија ни дава некој праг, исто како во даночната политика, што е од данокот на имот од 0,5 до 2%. Регулаторната комисија за секој тип на услуги на комуналното предпријатие му дава рамка од каде до каде да се движи цената. Секако, комуналното предпријатие не е некоја деловна единка која треба да создава екстра приходи, меѓутоа најбитен именител е цената на услугите да бие во некој баланс околу приходите и расходите кои ги прави комуналното предпријатие. Од таа гледна точка битно е да имаме релевантни податоци. Меѓутоа и вие начнавте на почетокот темата колку е политичка, колку е статистичка операција. Битно е да се заврши час поскоро, меѓутоа во кои услови и во кој обем ќе биде направена оваа статистичка операција, заради тоа што на крајот ако добиеме ние нерелевантен податок, некој да го оспорува без разлика од кои причини, еве примерот да го земеме 2012 година. И ние имавме потреба и тогаш да го завршиме, меѓутоа политиката кога се меша во реалните проблеми, тогаш настануваат проблеми во целото општество. Јас имам слобода од мојата партија, Социјалистичката партија, од која сум делегиран веќе трет мандат, да си ги искажам своите ставови слободно, онака како што го диктира законот. Значи, со целиот свој интегритет што го имам, јас можам да си го искажам својот став. Политичките проблеми треба да се тргнат од реалните животни проблеми. Конкретно во општина Гевгелија, може би сме прва општина во Гевгелија, каде што во буџетот за 2021 година имаме планирана активност за основање на Центар за развој на човечките ресурси. Тоа е и такако битна комбинација на локално ниво, кај што ќе можеме да ги диктираме потребите од статистички податоци и за образование, и за реалниот сектор за стопанството, за нејчиството, за вработување. Вие знаете, во Германија кога ќе дојде некој нашинец, прво го прашуваат дали го познава јазикот доволно.
Значи тука директно е вклучено образованието, да знаеме со која бројка на странци се сочуваме тука. Ако нас не терат во странство да имаме обично познавање, базично познавање на странските јазици, ние сигурно како држава сме заинтересирани сите тие луѓе што живеат тука со години веќе да ги оспособиме на основа комуникација. Второ, околу стручното образование. Не можеме ние од паушални некои проценки без разлика дали на управата на средните училишта или и работничките универзитети. Треба телото кој ќе се грижи за таа работа да има статистички податоци да се види кои се потребите и на стопанството и на занечиството, па на тој начин да се креираат политиките во образованието. Иначе согласен сум, треба да има. Може би општина Гевгелија со активирањето на оваа проектна задача за активирање на Центарот за развој на човечки ресурси ќе отиде чекор нанапред, меѓутоа сведоци сме дека овие последни 30 години Гевгелија, како што спомна градоначалникот, од една од најбогатите општини во бивша Југославија, како оди периодот напред, ние се чувствуваме хендикепирани со тоа што стално ни се одземаат некои ингеренции. Може би со третата фаза на децентрализација ние очекуваме премногу, меѓутоа не боли тоа што не можеме да се развиваме во правец и со чекори кои што ги има капацитетот на општина Гевгелија. На некој начин сме хендикепирани на законодавството и еве сега во овој случај пак мислам дека основниот проблем лежи во законот, зошто нема една политичка согласност, да го немаме тој проблем од политиката, па да бидат релевантни податоци што ќе излезат. Отичувано ни се бројките ако не бидат после за употреба. Да не случајно ни се повтори ситуацијата 2012 година, да го почнеме да не го завршиме. Не знам, јас не сум кадарен да проценам ситуацијата сега дали треба да почне, дали да се одложи, меѓутоа дефинитивно попис и на општина Гевгелија и на Македонија е насушна потреба. Со ковид кризата треба да се научиме да живееме понатаму. Не знаеме кога ќе заврши, како ќе заврши. Плюс тоа не можеме да се споредуваме ниту со соседните земји околу начинот на справување со кризата, меѓутоа се си има некои добри и лоши моменти околу сето тоа. Јас прво заради мојата професија, по струка сум електроничар, без разлика што работам во оделение за план и анализа, во човечки ресурси работам конкретно. Во јавноста се наметнуваат неколку дилеми. На почетокот кога почна попишувањето на диаспората, на нерезидентно население, во јавноста се појави едно сомнение дека со лажирање на IP адресата може да се попишуваат и резидентни жители од Македонија. Прашање е техничко тоа, колку такви случаи би можело да има, меѓутоа има мерки кои може да ги филтрираат и тие податоци, бидејќи на секој ниво ние треба да се стремим да ги вмрежиме датите, базите на податоци и на тој начин ќе се видат колку се тие отстапувања од реалното резидентно и нерезидентно население. Впрочем, пописот треба да покаже бројки. Тие бројки како статистички показател имат релативност во точноста, меѓутоа колку се поточни, толку ќе бидат подобри последиците од нивната примена во животот, во секојдневието. Околу политичката димензија, дали се оспорува од опозицијата, од оправдани или неоправдани причини, мојот акцент е заради консензусот што би требало да го има во собранието и по ова прашање, дали треба да се одложи или да се пролонгира. Не знам, јас не сум толку упатен во тоа, меѓутоа моје мислење дека сите овие проблеми треба да се решаваат во собранието. Ако собранието не е функционално и по вакви прашања, значи и на почетокот кога се носеше законот, излезе во јавноста спорноста дали заменикот на директорот во Државниот завод за статистика има право со својот подпис да го поништи пописот. Кога ќе заврши ваков или таков, пошто секогаш лебди таа информација дали некој ќе биде задоволен од бројките со односот и така натаму. Јас се сложувам со градоначалникот што вика дека стекнатите права, ако збориме за етничкиот карактер на овие дилеми, во секој случај не можат ниту да се одземат, ниту да се намалат, заради тоа што
ако се стремиме кон демократијата и таму кај што ни е патот на сите, јас не знам некој кој може би има такви кои што не сакат да Македонија видат во европското семејство, ние мораме менталитетот да го приспособиме за таму, секој од себе да ги надогради вредностите на општеството во кое живее, дали во локално или на државно ниво. Од таа гледна точка ќе видиме како ќе поминат овие неколку дена до официјалниот почеток на операциите. Не знам доколку се вклучи меѓународната заедница. Јас не сум поборник на тоа да се решаваат проблемите во Пржино или на Црнич или на други места. Тие што седат на тие клупи треба да си ја заработат платата, заради тоа што ние како население, сега зборувам како обичен граѓанин, не како политичар во собранието, во општина Гевгелија во Советот, луѓето гледаат во нас и секогаш кога ги гледаат лошите примери, не етикетираат. Еве, за невладните организации има една етикета дека тие се перачи на пари, дека злоупотребуваат фондови, се богатат на сметка на некои други по-приоритетни прашања, така и во локалната политика, меѓутоа и во државната политика. Секој треба да се земе обврската во своји раци и овие прашања треба да се решат консензуално. Чому, еве ќе се повторам уште еднаш, чому ни се бројките од пописот ако не бидат пак во оној процент точни колку што биле прифатливи како една статистичка операција. И секое мешање со политиката, со реалните нешта е лошо за граѓаните. Иначе ќе остане белег како држава, без разлика дали ќе го почне или нема да го почне пописот, за не дај Боже да бие пак повторена 2012 година. Civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.